Добро, почитувани представници на медиумите, благодарам сите за присуството. Почитувани граѓани, премиерот Христијан Мицковски денеска го потврди предавството на македонските национални интереси. Денеска потврди дека не сака земја да влезе во Европската унија и дека ќе ја држи во изолација далеку од Европа. Тоа значи дека нема никакви реформи, тоа значи дека нема никаква контрола од Европа и тоа според него ќе трае ако треба и децени. И ова сега е потврда за се тоа што го зборувавме изминатиот период. Тој сака да ги држи како заложници идните генерации, децата, сите граѓани. Зошто? За да без контрола преку тендерите прават грабеж на народните пари. Зошто е предавство на македонскиот национален интерес? Поради тоа што македонски национален интерес е членството во НАТО и Европската унија. Затоа што во НАТО успеавме да обезбедиме безбедноста на земјава на нашите граници. Премиерот повторно зборува дека некако националниот интерес бил загрозен. Како е загрозен националниот интерес? Тоа што станавме земја членка на НАТО е загрозување на националниот интерес или остварување на истиот. Што е тоа што е распродадено според него? Македонскиот јазик и идентитет се потврдени, признаени и заштитени. Јазикот е признат од сите земји членки на Европска унија. Имаме подпишано договор на македонски јазик, договорот Фронтекс, со сите земји членки на Европската унија, со Европската унија, чист македонски јазик, без додавки, без фусноти. Името, па бевме бивша Југословенска република Македонија. Што е загрозено? Како и секогаш, премиерот лаже. Исто како што лажеше за името, исто како што лажеше за Преспанскиот договор, така и сега едноставно лаже. Внесувањето на малцинствата во Уставот не е само внесување на бугарите, има и други малцинства кои што треба да се внесат во Уставот. И затоа, со тој чекор, што не представува никаков ризик за нашиот национален идентитет, за нашата култура, за нашиот јазик, а тоа се уставните измени. Ние ги остваруваме националните интереси, долгорочно членство во Европската унија. Да бидеме интегрирани со македонски јазик и идентитет. И тоа не е прашање на Бугарија, тоа е прашање на Европската унија. Ако сега не се направи чекор, ризикуваме да го изгубиме моментот на проширување. Има прогрес во преговорите кај Црна Гора, има прогрес кај преговорите во Албанија. Очигледно е дека и поради геостратешки интерес на самата Европска унија, вратата е широ отворена. Ние не знаеме доколку ја пропуштиме оваа шанса. Дали утре, дали до година, 2027 година, условите ќе бидат еднакви како и сега. Дали воопшто ќе имаме можност да направиме чекор кон Европската унија. Ние спремивме писмо, официјално. Јас денеска сакам да ги известам сите евроамбасадори во земјава, високите функционери на Европската унија, Европската комисија, Советот и на НАТО, во врска со системското демонтирање на евроатлантската иднина на Македонија, благодарение на изјавите и најавите на премиерот Христијан Мицковски. Ова е намерен обид да се онеспособи од остварувањето на стратешката цел за интеграција, додека истовремено се саботира и фундаменталниот интерес за евроатлантска заедница за брза интеграција на Северна Македонија во Европската унија. Во контекст на ова, повидовме премиерот и владина делегација изминатите денови на така наречени стратешки состаноци од областа на политиката и економијата кај премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Премиерот, кој што веќе јавно Европската унија го означува и го посочува како руски играч. Од кога го слушнавме министерот за надворешни работи на Унгарија, како отворено и во подредена улога зборува со рускиот министер
за надворешни работи Сергеј Лавров? Како договараат изигрување на санкциите на Европската Унија? Зарем веќе некој повеќе има сомнеш каква улога има нашата влада и премиерот Христијан Мицкоски во остварувањето на тие проруски интереси тука во државата? Кога цела Европа кажува дека практиките на премиерот Орбан се узурпација на јавниот простор, преземање на медиуми, коруптивни пракси, нема никакво објаснување дека нашата влада не го прави тоа и тука. На тоа укажувавме од почетокот на мандатот до 2024 година, дека силно сме подредени на унгарската влада. Ова е само доказ дека работите се навистина такви. Нема друго објаснување зошто стратешките интереси, стратешките позиции во држава се дадени во рацете на луѓе блиски на Виктор Орбан. Во делот на инфраструктурата, во делот на финансиите, со 1 милиарда задолжување, пари кои што никој не знае каде се потрошени, дали воопшто се дадени, само еден мал дел на фирми блиски на ВМРО-ДПМН, за нецелосни, и проекти под знак прашање дали воопшто се добри за сите граѓани. Понатаму унгарскиот Телеком, фирма директно блиска до унгарскиот премиер Виктор Орбан, како и некои стратешки позиции во однос на енергетиката. Сето ова потврда на премиерот дека нема да направи никаков чекор во однос на евроинтеграциите, е само потврда дека тој тука остварува руски интереси. Да немаме интеграција, да останеме слепо црево на Балканот. Силно ќе се спротивставиме на овие намери, како што најавив на минатата пресконференција. Со силна партиска активност, обединување на фронтот за евроинтеграција, не само на Македонија, туку и на регионот, со повик кон сите политички чинители, граѓански организации, видни интелектуалци, луѓе кои што се свесни што се случува во земјата, затоа што не смееме да дозволиме да пропуштиме оваа историска шанса. И днината на земјата е ставена под знак прашање со оваа влада на ВМРО-ДПМН. Уште неколку зборови за друга тема, а тоа се во однос на цените на продуктите, платите, стандардот на граѓаните. Повторно го слушаме премиерот како вика дека нема потреба да се преземат мерки за да се намалат цените на храната. И нормално на одговор на прашање се занимава со напади, навреди кон СДСМ, тоа не е ништо ново во неговиот однос. Очигледно дека премиерот не оди во маркет и не пазари секојдневно, поскапува и лебот, како што предупредивме дека овој раст на цените на нафтата ќе повлече и ќе предизвика раст на цените на сите основни прехранени продукти. Што треба да чекаат граѓаните? Што е тоа што пратат премиерот и владата? Да немаат луѓето што да јадат? Тоа ли чека? Така ли ја посматраат ситуацијата? Зошто премиерот упорно инсистира да ги држи граѓаните во сиромаштво? Откако не ги прифати предлозите за зголемување на минималната плата, која што патем и сега, таа зголемена не е доволна да се преживее, се зголемува платата минимални 1667 денари. Во оваа скапотија 1667 денари немаат апсолутно никаква вредност. Затоа што кошничката е само зголемена во изминатите 3 месеци за 2500 денари. Што може да се купи со 1667 денари? 2 кг домати, 2 кг крставици, табла јајца и 4 литра бензин. Толку. Премиерот вика имаме најниски цени на горивата во регионот. Прво, тоа не е точно. Само Хрватска и Словенија имаат многу слични на нас. Ама кажува ли премиерот колка е минималната и просечната плата? Па минималната плата во Хрватска е 1000 евра, во Словенија 1500. А имаме слични цени на горивата. Повторно трик, повторно дефокус. Повторно изговори за да не се направат мерки кои што се во прилог на потребите на граѓаните. Затоа потребно е да се прифатат сите наши предлог мерки. Дополнително намалување на ДДВ-ата на горивата, намалување на акцизата за да се види реално објективно намалување на литар гориво кај нас. Понатаму намалување на ДДВ-та на основните прехранени производи и преполување на цените на горивата. И дополнително, уште нешто, дозволете да прочитам како цените пораснале
во изминатиот период, левот од 5 до 10%, од 33 до 45 денари бил, сега од 35 до 55. Млекото од 78 на 85, односно најниските цени од 70 на 75. Јајцата од 110 до 130 денари беа, сега се од 130 до 180. Брашното од 35 до 50 денари беше килограм, сега од 40 до 55. Од 5 до 10% изголемување. Зејтинот од 90 до 100, сега од 100 до 120. Исто така до 10% изголемување. Шекерот од 60 до 75, сега 65 до 85. Солта од 30 до 40, сега 35 до 45. Страшно големо зголемување процентуално во делот на одредени продукти, овојше и зеленчук. Доматите од 70 до 100, сега од 200 до 330. Пеперките од 80 до 120, сега од 250 до 330. Значи од 150 до 250% се зголемени цените на овие продукти. Компери биле 25 до 35, сега 25 до 45 денари килограм. Исто кромидот и јаболката. Се е поскапено од најмалку 5 до 10%, понатаму овие во средината помеѓу 10 и 50% поскапени и најмногу овојшето и зеленчукот. До 250, односно 300% поскапи. И премиерот кажува нема потреба од мерки. Ако за ова нема потреба од мерки, човекот не живее во реалноста. Човекот живее во паралелен свет, кој што се битни нивните партиски тендери, заработката, криминалот, корупцијата и ништо друго. Го завршувам брифингот со уште една тема. Одржан е состанок на министрите за енергетика на Европска Унија и Еврокомесарот укажува дека оваа криза, утре ако заврши војната, нема да престане уследните повеќе месеци. Гледаме како се одвиваат работите. Во Европската Унија веќе укажуваат и припремаат граѓаните да ја намала динамиката на возење на автомобили и кој може да работи од дома. Апелирам и укажувам да седне владата да направи проценка за резервите на гориво кои што ние ги имаме. Дали треба да ги изголемиме? За изворот на горива, од каде земја зема. Да не се соочиме со забрана за извоз во некои земји од каде што се снабдуваме со гориво, па да немаме за ништо. Така да, тоа што само посматраат, прават и се неми посматрачи, премиерот и владата укажа на тоа дека ниту имаат желба, ниту волја, а јас сум прилично сигурен дека нема ниту капацитет да ги менаџираат состојбите во држава. И благодарам. Вие ме прашавте пред некој време зашто ние не гласавме во парламент. Некои од вашите колеги. Еве зашто не гласавме и не ми дававме подршка. Зашто што работи по диктат на Христо Мицкоски. Има ли поголем доказ од тоа да се спасат предметите во кои што ВМРО ДПМН е предмет на истражување и судски процеси? Па има ли поголем доказ? Ова е само дел од восстановената пракса уште од почетокот на владата, кога се инсталираа и членови од судски совет, суди, обвинители и така натаму. И тогаш укажувавме дека се партизира судството. И тогаш укажувавме дека не се спроведува реформската агенда со законите од правосудството. Ова не е изненадува. Ова не е изненадува. Од директна контрола на премиерот. Тоа е знак. И ништо друго. Фала ви.